Во јануари идната година земјава ќе ја издаде најголемата еврообврзница досега. Планот е да се соберат 950 милиони евра. Процесот за издавање е започнат. Најголем дел од парите, 700 милиони евра, ќе се искористат за да се врати стара еврообврзница која е издадена во 2020 година кога министер за финансии беше Нина Ангеловска. Останатите средства ќе се искористат за буџетски потреби, но и во 2027 и 2028 година доспеваат за враќање уште 2 еврообврзници. Во меѓувреме почнаа пресметките за буџетот за идната година. За сега се знае само за задолжувањето, а за тоа каде ќе се крати, зашто ќе има повеќе пари, но и дали капиталните проекти повторно високо ќе се проектираат. На почетокот на ноември со детали треба да излезе министерката за финансии Кочовска. Токму за годинава за капиталните проекти планирано е да се потрошат 804 милиони евра, но на само 2,5 месеци до крајот на 2025 не се реализирани ниту половина од нив, односно досега за изградба на патишта, градинки, училишта, железници и други проекти кои се од општо добро за граѓаните, потрошени се над 460 милиони евра, помалку од предвидените пари. Вообичаено во секој буџет оваа ставка високо се проектира, а потоа со прекројувањето на државната каса се крати токму тука. Од бројките на Министерството за финансии може да се види дека државата досега има собрано нешто над 4 милиарди евра од проектираните 5,8 милиарди евра за годинава. Кај расходите пак реализацијата е над 70%. Државниот долг засега е 51,4% од бруто домашниот производ, јавниот долг нешто близу 60%. Инаку според законот, буџетот за идната година треба да помине на владина седница до 1 ноември.